Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Она што е актуелно денеска, всушност како кулминација на настаните од случајот Рекет, е Катица Јанева, имено на само 24 часа откако таа го даде својот исказ во својство на сведок пред Вилма Русковска, а за случајот Рекет, полицијата ја приведе Катица Јанева, за неја е побарана и мерка притвор. Хронологијата на настаните е следна. Полицијата пристигна во нејзиниот дом, оттаму таа отиде односно беше однесена во специјалното јавно обвинителство и беше запленет службениот компјутер, односно лаптоп. Оттаму повторно е вратена во нејзиниот дом, меѓутоа вратена е не за да остане таму, туку за дополнително да се обезбедат некои други материјали. Инаку во 14 часот се одржа и пресконференција, изјави дадоа републичкиот јавен обвинител Љубомир Јобевски, како и обвинителката Вилма Русковска. Ги имаме нивните изјави, еве предлагам да ги слушнеме сега токму околу овој случај. Ние од почетокот имавме сознанија за нејзина мешаност во овој кривично правен настан, но откога се подигнаа доказите на повисок степен, отворивме истрага. Апсолутно се отедел воопшто обвинителството. Ниту тактизираше, ниту имаше намера. Ниту јавниот обвинител да го заштити, ниту било кое друго лице за кое ќе имаме сознанија дека е инволвирано во конкретните кривично-правни настани. Однапред не е добро обвинителството да ги соопштува дејствијата што ги преземе во истрагата. Уште еднаш ќе повторам, се со намера да не и наштети на истрагата. Дали се врши претрес во СЈО? Да. Не претрес, него само се одзема компјутерот на службениот компјутер се одзема. Според основното јавно обвинителство, Јанева ја злоупотребила службената положба и овластување се стекнала со имот на корист од 298.000 денари, значи околу 5.000 евра, односно еден од осомничените наводно во тој износ набавил за неа мебел и облека. Меѓутоа сепак, според обвинителството, дополнително Јанева имала намера наводно да му ја олесни положбата на Камчев и со тоа под неизменети околности притворот да му го замени со домашен. Камчев требало и да стане заштитен сведок или пак да му биде понудена спогодба да му се врати пасошот и всушност на тој начин да плати и минимална штета за предметот империја. Јанева е во моментов, подсетувам, дома. Се очекува да видиме секој момент кога ќе излезе и дали ќе биде прифатено барањето на обвинителството за мерката притвор, така што еве ви најавувам дека колешката Христина Беловска ја следи ситуацијата и во оној момент кога ќе имаме било што конкретно ќе се вклучиме директно, а еве претпоставувам и тоа и го очекувате и разбирливо на оваа тема ќе разговараме и денеска во рамки на оваа емисија Очи во очи, со тоа што верувам дека ќе имате разбирање доколку прекинам некој гледач, за да се вклучиме и директно проследиме што се случува и како ќе се развива понатаму оваа ситуација. Темата денеска веќе ја гледате, подемот и падот на Катица Јанева, од хероина до осомничена, она што се прашувавме и вчера, како сведок, дали ќе остане сведок, дали може да се смени статусот. Еве, гледате, практично 24 часа по давање на исказот, тој статус се смени, иако има и тука дилеми, правници коментираат дека законот не дозволува адвокат во својство на сведок, дали Јанева сепак била во својство на осомничена вчера, останува отворено. Но
како и да е, обвинителството соопштува дека нема да се противат, нема да бидат против Катица Јанева да отиде на погреб на мајка и која починала утринава. Така што еве ова е секако и еден добар гест од обвинителството и еве сочувство што вакви околности се случија денеска. Но како и да е, ќе видиме и понатаму што ќе биде со одредувањето на мерка притвор, настрана ете од овој немил настан кој ете ја затече господјата Јанева. Во секој случај, еве, почитувани, телефоните се отворени, ние остануваме да ја следиме ситуацијата и истовремено да разговараме токму на оваа тема. Претпоставам дека има гледачи, еве, му посакувам добар ден и ве поканувам да го кажете вашето мислење. Повелете. Добар ден. Повелете. Епа, господине Мухич, сега се гледа дека стварно кај нас не може човек да биде ни паметен, а камоли прогнозер што како ќе се случува од секунд по секунд во нашата земја. Знаеме дека во секој сегмент од општеството наше влада е криминал. Кој може да се справи со него? Една искра надеж беше Катица Јанева, но за кратко време, значи 2 години и неколку месеци, ете до каде дојде. Стварно, жално за нејзина мајка, веројатно и овие случувања кои ги гледа имаат некој допринос. Јас мислам дека таа е подлегнала на барањата на нејзиниот син, кој знаеме каде работел, и ете не можела своето дете да го одбие и застранила на страна. Многу жално, но вистинито. Сега како ќе се одвиваат понатаму работите, не знам, не сакам да прогнозирам, но мислам дека ќе испливаат на површина уште многу звучни имиња. Бидејќи не може таа сама да прави се тоа што мислела да прави. Да дојде да биде осомничена и да ја одредуваат притвор, срамно. Како, кој може да се бори против мафијата, дали е тоа урбана, дали е тоа било која во ова наша мала земја, стварно веќе мене не ми е јасно. Дај Боже што побрзо да се рачисти и што побрзо да можеме да застанеме на здрави нозе со обвинители и суди како што треба да бидат. Толку од мене, благодарам пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Имајќи го предвид имајќи ја предвид тежината на предметот, всушност во моментов Катица Јанева официјално засега се сомничи за тоа што ја злоупотребила положбата и се стекнала со имот на корист во вредност од 298.000 денари или неполни 5.000 евра. Не сакам да правам паралела, да миноризирам било што, но гледате, сепак ако се земе предвид тежината на случајот, оние износи од над 1 милион евра, засега таа е осомничена за практично неполни 5.000 евра како имот на корист претежно во мебел и предмети. Но добро, еве, ова е првиот чекор, ќе видиме понатаму како ќе се размотува клупкото, народски кажано. Добар ден, повелете за следниот гледач. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Па еве моје вовидување. Индици имаше дека Катица е стварно крива. Се удоговлечуваше, ама мораше и амбасадориве и меѓународна заедница знаеа за овие работи. И мораше да донесе ваква работа која сега што е. Ја сега видување во моје други работи скача. Видени се кај Боки цела влада. Тако, и тоа Боки иде, па онде го стануваат да се поздрават. На телевизија ги дава. Сега, значи, тука е логистиката од рекетот. Да не ги споминам имињата, познати се на јавноста, кои се све што биле таму. Само свака част на
новинари на вас. Вредно работевте за случајов да се открие и еден новинар што го сменија од слободен печат, тој е најзаслужен за сите работи. Што се десија, криминалите одма ги открил. Свака му част. Тоа е за Нобелова награда. Не, ова е нашиот. До таму ќе дојде. Работава. Така. Да го имавме и со Гренланд, ова наша мафија од одма ќе го продадеше. Од одма и ВМРО, и ДУИ, и СДС, само да ги поделат парите. Одма ќе зинеа за пари. Пријатно и со... Пријатно ви благодарам за јавувањето, ете и поддршката, секако тука сте и сите вие, граѓаните, гледачите и оние кои активно учествувате во овие разговори, не само и на оваа емисија или на овој медиум, туку и воопшто, ете, и како индикатор, показател и оној што ги мониторира, но и еве коректор на одредени процеси. Така да ете, тоа е некој вид на симбиоза, ако можам да кажам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, господин Нисо. Повелете, во Поздрав програмата. од Битола, до вас и до гледачите на 24. Навистина немав намера да се јавам, меѓутоа се тоа што се случува моментално е... Само да ве прекинам кратко, еве бидете на линија, ако немаме нови новости, само да спомнам, еве се вклучуваме во живо се инсертите кои ги даваме, има еве гледате паркиран камион пред домот на Катица Јанева и нешто се, колку што можам јас да забележам, се внесува во камионот, се товари нешто, дали е тоа нешто од тие спомнати противзаконски имотна корист во мебел и предмети, не знам, но или некои ете други предпоставам докази, но еве ги следиме паралелно и инсертите во живо, во реално време што се случува. Доколку сте на линија, еве повелете, додека ги гледаме, или еве ќе да погледнеме уште малку дали има нешто ново. По се изгледа дека мебел се изнесува, еве подсетувам дека Катица Јанева од својот дом беше однесена во СЕО, таму и беше запленет службениот компјутер. Се спомнуваат и некои документи дека биле запленети, преземени, земени од полицијата, а потоа беше однесена повторно во нејзиниот дом, дали за нешто дополнително да се земе, очигледно еве ова што се товари е нешто тоа, но може би некои други работи кои би требале да бидат или да послужат како доказен материјал. И сега е неизвестно, значи таа е се уште во својот дом, која ќе биде понатаму процедурата, односно постапката, тоест дали ќе биде определена мерката притвор која обвинителството ја бара, а во толку повеќе што еве на некој начин малку е усложнета таа ситуација со смртта на нејзината мајка, која утринава почина. Обвинителството ете изрази подготвеност да не се противи таа да отиде на погребот, а понатаму како ќе биде останува да видиме. Еве ги следиме овие инсерти, еве гледате да се товари очигледно, станува збор за мебел, да. Тоа е најверојатно тогаш тој инкриминирачки материјал, кој освен тоа што на некој начин се конфискува, веројатно треба да послужи и како доказен материјал во понатамошната постапка. Ете, подсетувам дека Русковска нагласи дека засега барем нема барање за претрес во домовите на одредени политичари и рече дека од СЕО засега е одземен компјутерот на Јанева. Значи нема други дополнителни моменти во СЕО, не се врши претрес, нема дополнително осомничени, барем не од
обвинителите, колегите, колешките на Јанева. Таква е ситуацијата сега, за сега. Понатаму еве, но ајде нека додека течат инсертите, ако гледачите на линија можеме да продолжиме ние да разговараме. Дали сте... Да, благодарам, господин Нисо. Благодарам и вие што почекавте, но еве паралелно следиме две работи, па Јас знам, јас сум новинар во пензија и јас не ми се сите работи. благодарам ете и што почекавте и за разбирањето. Повелете. Во ред е. Ево ака сега, само времето ќе ми дадете екстра, ти ми дадовте повеќе од една минута скоро. Нема што е. Чекам. Да, еве, слободно. Са вака, значи, навистина, ова е уште еден циркус, што ни го приготвија нас на обичните луѓе, деме Катица Јанева е осумничена дека добила награда во износ од околу 5000 евра во намештај за нејзината искрена и срдечна работа. И сега, значи, со ова мала работа, наместо да е брка по крупната од 1,5 евра до 8 милиони евра, како што беше наведено, сега на народот му кажуват, еве си ја вршиме правдата за сите ваши и со 5000 евра ќе му фрмат перде на народот во Република Македонија и надвор. Ова е срамота, бе. Ова е навистина мешталка за секој еден граѓанин да речи навистина, еве ја. Таа нема ни да добие ни затвор, може да добие само опомена за таа сума. Така. Зошто вака, значи, специјалното јавно обвинителство нема да врши претреси кај други лица, после, значи, 36 дена се зема службениот компјутер на разгледување, после 8 дена се пронајдува тој изгубениот службен телефон, Катица Јанева кажува дека имала и трет телефон којот тој наводно бил загубениот во Белград, а бе лажги на километри. Така, ви благодарам за јавувањето. Да, не знаеме, односно во моментов нема истраги или приведување за други лица или политичари, тоа не значи дека тоа така ќе остане. Во моментов е ситуацијата таква, а она што го спомнавте во смисла на периодот од приведувањето на првите двајца осомничени, Бојан Јовановски и Зоран Милевски Кичеец, јавноста, да, имаше одредени замерки или критики на некој начин чувство дека се пролонгира овој процес, при тоа за тој период од повеќе од месец дена Јанева користеше годишен одмор, беше и на болување одреден период. И еве сега веќе во рок од 24 часа од давањето на исказот стана и осомничена. Што ќе биде еве понатаму, обвинителството, повторувам, бара мерка притвор, но ќе видиме дали таа ќе биде прифатена. Одиме со следниот гледач, додека истовремено еве ги следиме и инсертите од пред домот на Катица Јанева. Повелете, во програма сте. Добар ден, доколку имаме гледач. Ало. Повелете, во програма сте. Ја ли сум во програма? Да, вие сте, повелете. Добро, добар ден, како сте? Благодарам, добро. Вие во ред повелете. Абе, слушам ово што е Републичкиот јавен обвинител, дали се работи за 300 денари или за 300.000 евра? Денари, осомничена е за 298.000 денари, значи неполни 5.000 евра. Абе, слушај, дали овој нашиот јавен обвинител е мутав или нас се прави мутави? Абе, какви 5.000 евра, бе? Абе, што се правите смешни? Како тоа 5.000 евра? Значи, специјалниот обвинител на државата Македонија е притворен или ќе се притвори за 5.000 евра. Абе, немојте, бе, не правите глупави и смешни. Абе, за кој за 5.000 евра треба во Македонија најмалку 100.000 луѓе да бидат притворени. А не јавниот, специјалниот јавен обвинител. Какви се овие вести, какви се овие работи на јавниот обвинител на Македонија? Тоа е смешна работа, тоа е мутава работа. Абе, не сме ние ненормални во Македонија, бе.
Не сме ние изветрејани, бе. Абе, во која држава во Европа специјалниот обвинител или државниот обвинител на било која држава би бил притворен за 5000 евра? Абе, немојте бе, доста не правите мутави, бе. Абе, јасно е повеќе од јасно. Дека прво, треба да биде притворен Заев. Во колку Заев не е притворен, треба да се притвори обвинител на Македонија и Вилма Русковска. Ако и тоа не се стори, го повикувам председател Пендаровски да ја активира војската, да вовиди вонредно состојба. На што личиме веќе ние? Добро, ви благодарам за јавувањето, но еве, сепак мислам треба да се има предвид дека од нешто треба да се почне. Навестено е дека според обвинителството Јанева имала намера да му ја олесни положбата на Камчев и така натаму околу заменувањето, тоест го заменила притворот со домашен притвор, па враќањето на пасошот и така натаму. Тоа претпоставам понатаму дополнително можат да бидат предмет на нови истраги, односно отворање на нови случаи, исто како и отворање на истраги за други политичари. Русковска нагласи дека засега нема барање за претрес на домови на политичари. Така што, а доколку има, дека не е поврзано со случајот Рекет. Да видиме како ќе се развива целата ситуација. Во секој случај, еве, по месец и половина практично неизвестност, односно непоместување на истрагата од мртва точка, еве, имаме сега релативно динамична промена на ситуацијата во последните 24 часа. И секако, еве, ние остануваме и да разговараме и да ја следиме таа ситуација, видиме дали е ова само некој тип на форма или нешто конкретно, дали на вистина еве се делува и работи, конечно дали заживува примената на законите. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Во програма сте. Ама премногу коментари давате. Јас со денови не можам да ве добијам. Добро. Овака сега, сакав да кажам некои работи, меѓутоа со овој инсертот што го дадовте од камионот и намештајот, добро, ме пресековте у изјавата. Значи вака, ја не знам кој е овој што дал налог да се зима мебелот. Да не е Заев, сака да го стави таму на часовникот што е за пари. Така најавуваше некој часовник. Па новинарите може ќе дадат некоја слика мебел на часовникот, а може и аукција некоја ќе има, па да дојдеме до 1 милион евра. Што се однесува малце посериозно, потпаролот на владата даде изјава дека владата ќе се бори против криминалот и еве почнала. Абе, овој филм кој гледаме 30 години, сите излегуваат, ќе има обвинение, ќе уапсат некого, а развешница нема. 30 години нема развешница. А збориме за криминал, за што ти ја знам тамо, мито, корупција, рекет и така натака. ВМРО одма искочи со коментар. Па што прават? Дворот нека си го изметат свој, па после нека зборат за другиот. Кога ќе се исчисти криминалот на претходната власт, тога и тие имаат лице да зборат. Мада, да, треба да коментираат што не чини. И тоа прифаќам. Меѓутоа, да се ситиш, да се правиш ваков, а ти си од истиот двор. Таман работа. Иначе, корумпираноста на Јанева и запослување на синот нејзин во 1 ТВ. Дали имате податок колка плата има, што сиви има, какво му е успехот во средно поготово образование. Све е ова местенка. И нека не се фалат кој... Добро, ви благодарам за јавувањето. Да го слушнеме следниот гледач. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Јас ќе почнам со... Еден сега пред малце зборуваше, што е то 5000 евра. А ви овој за Копри на Зелен пазар го затворија, не кошта ни 5 евра, али не е то битно. Битно е, Никола го затворија за 0 евра. Ако е така, зашто колата е остај, не зема ништо он.
Ништо не зема, го затворија. Друга е позадината. Тие сака Никола да го стават у затвор, да го приберат, па да му калемат работите позади што се наталожени. Истиот случај е со Катица. За 5000 евра што купила бебел таму, го земат и ја притварат. Ама, 8,5 милиони евра ќе излезат сега. Тоа го следеше и Никола. Да излезат пари огромни, кај се перени, кај се тие што се договара по патиштата таму, колку за мене, колку за тебе, тоа сето требаше да излези. Ти им беше целта да го приберат прво, па после. Сега Катица прибра, сега ќе пее песна. Сака народна, сака забавна, која ќе ја легни добро, мора да ги кажи сите. И тоа ќе пропее многу убаво. Затоа што она не може да се осуди да бара 8,5 милиони за себе сама. Тука се и други вмешани. Најмалце 8 по милиони имат секој треба да земат. Тие нема кај да бегат. И сега ако е убаво да чути да лежи таму со години, нека ги крие. Али ова е добро што се одмотува. Добро е. И да се запри ова агонијава. Ова е плячка невидена. Гледајте кои луѓе кај влагат со работи што прават, како их црпуваат пари. Неќам да кажувам кои се тие фирми. Ти излезат утре, задутре. Ти излезат. Така, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сега да не се лажеме, не е проблемот за тие 5000 евра. По проблемот е што ја злоупотребила службената должност и повластувањето. Меѓутоа гледам ова со камионот како го ставиле овде, изнесуваат од станот ќе изнесуваат, а мебело што го купил. Па кај беа до сега да застанат пред белана куќа, па да изнесуваат од тамо све што е купено за таа куќа, све што е злоупотребено. Тамо нема ништо овде за 5000 евра пробен право. Ти 8,5, тој Камчев 5000 евра толку може да даде. Нити дал 1,5 евра, нити мисел да даде 1,5 евра. Знаете што значи за него да даде 1,5 евра? А нема шанси тој да даде, бе, луѓе. Замислете се малце, преварант поголем нема го држава. Ете колку дал, 5000 евра е купил и ја наместил жена. И сега ние, ајде, притвори чуда, нека одговара за злоупотреба на службената должност. И толку е. Што само сега се јавуваме, кој претходниот кажува 8,5 милиона. Евра ќе даде 8,5 милиона, не е Трамп тој да даде 8,5 милиона евра за луѓе. Треба да сватиме малце. Тој кога држеше капаната, бачинот им го зимаше на коневрчињата. Ќе ти даде тој 8,5 милиона евра и 1,5 евра. Па ги видовте ни парите какви беа. Се беа по 50 марки, одозола беа листови. Евра. Листови. Па тие ако тежат толку не може да ги однесат тие 20 пари, да им требаше носат чисто нив да ги носат там. Само шема направена, некоја да се откачи сејо, да се спасат бандитите што треба да одговараат пред судот. Тоа е проблемот, никој друг проблем не е. Ја намесија женава таа Добро, ви благодарам за јавувањето. Ете различни ставови и мислења. Да го слушне и мислењето на следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Па, долго се двоуме неколку дена уназад, пошто Катица Јанева е актуелна дали да се јавам и денес сепак одлучи да се јавам. И ќе ви кажам следното. Не е проблемот Катица Јанева. Проблемот е малце подлабок за Македонија. Надежта на македонците умре соопштението и криминалот на Катица Јанева, со обзир колку дали е 5000 евра, 5000 денари или 5 денари. Надежта на македонскиот народ умре. И втора работа која многу сакам да ја потенцирам. Јас не ја бранам Катица Јанева, сум социјал-демократ. И нема да го бранам ни Зоран Заев, ни Радмила Шеќеринска, ни никој кој што ќе направи криминал. На оваа држава е доста од криминал и од криминалци. Крајно време е политичарите да се бават со политика, а не со криминал, да дојдат на функција за да работаат во интерес на народот, а не во интерес за сопствените џепови и да прават криминал и да не одговараат.
најтрагично од сето ова е, кога го слушнав, не овој пред мене што се јави, него претходниот, го брани Никола Груевски. Човек кој што ќе го брани Никола Груевски, секој криминалец треба да се срами од самиот себе си. Треба да се срами за сопственото семејство и за сопственото поколение, што криминалот државава ја врати назад. Ни замина младината, ќе ни заминат сите. Ќе пропадне државата, ќе ја распрсат и нема да остане никој, ќе останат пензионерите, тоа оние пензионери кои што нема кај да одат, како тој што се јавува секој ден на сите телевизии и продава басми овдека и бајати симици. Нека се освести малце македонскиот народ дека на Македонија и треба правда, а не да браниме Заев, да браниме Груевски, да браниме Мичковски, така натаму. Ве поздравувам и се најувам. Ви благодарам и вам за јавувањето, убав ден. Инаку прашан што ќе се случува со СЈО доколку на Јанева и биде одреден притвор, републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски вели дека според законите Советот на јавни обвинители треба да констатира дека специјалната јавна обвинителка е спречена да ја извршува функцијата и да се именува тогаш ВД вршител на должноста, ВД од редот на обвинителите од СЈО. Така штете и она што се дискутираше и се полемизираше изминативе денови, дали туку така може да и се одземе мандатот, еве Јовевски го образложи денеска. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Повелете во програмата. Видите, сега да ви кажам нешто, како ми изгледа работа. Додека знаеме ние зашто Никола Груевски замина вамо, за да рушен Македонија. Цело масло го направи тој, Мицковски многу пати му појде на посета тамо и ова е масло за да аз не вие. Се да ви кажам, јас сум од почесните македонци као муслиман. Торбеши, значи. Македонија ние не можеме да водеме. Нами ни треба едино да не спасет председателот, да ни дојде умот, иначе ние не сме. Сега Катица Јанева е наместена работа. Али затоа се рушува Македонија, готово е. Затоа време Пендаровски да си дае наредба во секоја институција да си дојде војската. Тоа е едини спас ние нами, друго нема. Се врати, Никола Груевски ја врати Македонија 903. Ја имам учено историја убаво, дека истиве манифестации преку Софија и Солун се работело до Илинденско востание, Крушевска република. Се не враќа назад 100 години, 120. Дајте, луѓе, осетите се. Отидовме по Јабана. Ајде со здравје. Ви благодарам, имајте убав ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Видете, гледам и не верувам, слушам исто не верувам, дали ова се снима некој филм или пак не знам како да го наречам. Или пак се спрема нешто друго да се продаде од Македонија, па народот да се замае на некоја друга страна, па посебно ова за Мебелов колку, значи, па за 2.500 евра ќе купи еден обичен работник мебел, а не Катица. Дајте, луѓе, барем нешто да кажете вистинито, па народ да ви поверува. Срамота е ова што нас, македонците, толку, значи, не правите да сме, како да се наречам, да сме нешто најнегативно, ајде да не се навредувам и јас самата и народот. Зар толку не сме способни да дојдеме со ова влада, со ова што ни се случува, некако да спречиме, да докажеме дека ние сме македонци. Сепак нешто се случува, се продава нешто пак од Македонија, пак ќе не обезличат за нешто, пак ќе почнат шахти да ги стружат, пак ќе почнат знамињата да ги симнуваат. Значи, ова е смешна работа. Да,
Да, довидување, имајте убав ден. Од обвинителството велат дека засега нема индиции дека парите кои наводно Камчев им ги дал на Боки 13 и Кичевец во износ од 1,5 милиони евра завршиле кај домашни странски политичари. Значи нема индиции дека завршиле кај домашни странски политичари. Велат од обвинителството барем засега. Како и да е, ова би требало да значи само дополнително отворање на истрагата, која секако само треба за очекување, барем да се развива и проширува понатаму и да доаѓа до нови информации врз база на доказите кои ќе ги обезбедува и ги обезбедува. Добар ден за следниот гледач, повелете. Дали се слушаме, повелете? Добар ден. Подемот и падот на Катица Јанева. Мислам дека на оваа тема малу поталентирани писатели ќе може да пишуваат романи од по 3 тома. Ете, убав наслов тогаш, да. Жалам за периодот потрошен се преговараше помеѓу најголемата партија и позицијата, дали да биде, дали да не биде, дали да остане во СЈУ, дали да не остане, дали да биде прв човек. Тие се многу скапи потрошени времиња. Да се сложите, предпоставувам. Ја следев и камерата која што врши преносот. Еден ваш колега нарече отоварањето на, така кажуваме, обичните луѓе, отоварањето на предметите, меѓутоа се сомневам дали не се тие предмети за кои што станува спор некако поприлично руиниран мебел се изнесе, или јас немам осет за квалитетот на мебелот. Да не се работи дубаво, кажа господјата пред мене, за некакво сценарио, филм да не се припремат. Така. Меѓутоа, да не заборавам, пошто гледам времето ми се намалуват, моите 3 минути, голем поздрав до обвинителството. Мислам дека конечно правосудството ќе почне да реагира, тоест да си ја врши својата функција во прав смисол. Верувајте, после информацијата што се пренесе по медиумите, се чувствуваат некако задоволство кај обичниот граѓанин, зашто конечно се превземаат правите чекори од правосудството. Тоа го храни обичниот граѓанин. Го храни и на вистина се надевам дека ќе профункционира правосудството, затоа што неговото нефункционирање беше една од поголемите кочници за нашата асоциација во Европска унија. Ви благодарам, поздрав. Ви благодарам за јавувањето, имајте убав ден, добар ден за следниот гледач, повелете. Guten Tag. Guten Tag или добар ден, да. Herr Iso, Ihre deutsche Sprache ist sehr gut. Kein Grund zu Panik. Нема причина за стравување, да. Слушајте сега, јас пред 1-2 месеца се пофалив дека сум видовит, дека Катица Јанева ќе свири клавир во шутка. И ова сега што видовме на инсертите, тоа мебелот не беа некој отомани, туку клавирот. Аха. Така мислите, ви изгледаше на Да. Јас би сакал да напомнам и тоа. Добро. Абе особа која зимала 4 до 5 илјади евра плата да падне на вака ниски грани, тоа е срамота. Таа цел живот треба да се срами и треба да се стави во шутка, откако ќе се осуди во келија кај што се најмизерно казнет луѓе, што се казнети за кило леп што украле или да не набрајам тамо. Да осети што значи затвор. А не добила температура, добила диареја, и дај сега трсе, ќе ја носиме по болници. Мене ми е мило, ако каже, како што обеќаше самата, дека ако биде затворена, дека ќе каже и за другите. Мислам дека фер е да се изјасни и на виделина да испадна сите тие кои се налик на Катица Јанева. Auf Wiedersehen. Ајде, имајте убав ден и вие, alles beste. Ете, да завршиме
на германски, како што и почнавме со претходниот гледач. Но добро, еве, продолжуваме онака како што треба да биде на македонски. Добар ден, повелете. Исто добар ден. Повелете во програмата, добар ден. Добар ден, значи поздрав до емисијата, катастрофа. Катастрофа. Што катастрофа емисијата? Сето ова што ни се случува, значи катастрофа, значи нема човек кој може да го спаси ова дело, ова недело или дело како го викаат. Значи правната држава никогаш нема да заживее кај нас. Зошто? Ви слушам овете цел ден. Што зборува, како зборува, демек имало одбрана на овие, на оние, значи целиот систем на државата не оди во правец на смирување, него оди во тоа и насоките на овие контакт од дебатни емисии одат во тоа да се испокараме. Значи, ако приметите дека секогаш се јавуваат личности кои се или на едната страна или на другата страна. Јас не сум политички организиран, нити сакам политички да бидам организиран, нити сакам да политички ја гласам. Меѓутоа, во оваа држава, право и правда може само да спроведе некој кој ќе дојде од страна и да не му објаснуваат, значи, нашите како се спроведува правото. Меѓутоа, да ја прифати целокупната ситуација во државата и да настапи и да постапи така како што е законот. Ако законот го спроведат така како што е, тоа ќе има правда. Ако не го спроведат така, тоа ние можеме да зборуваме колку сакате и мислам дека господин Исо еден предлог и до вас и до сите други телевизии што се во етерот на македонска телевизија, значи македонска телевизија, во македонскиот етер, значи вакви дебатни емисии мислам дека не се добронамерни за народот, предизвикуваат уште поголеми поделби. Не би сакал да навлезам во тоа вашето што го работите, меѓутоа Така, добро, ви благодарам за јавувањето. Иако, да, целта е да разговараме непристрасно, да бидеме растеретени од било каква идеологија и политика. За жалите, ако имаме ситуација на таа поларизираност или на крајности, а поредко некоја неутралност или реалност, мислам дека сепак не е тоа тогаш до емисијата, туку едноставно до тоа што треба да привлечеме и таква критична маса, а има и такви, но може би помалку. И со самото тоа и ефектот ќе биде поинаков. Но добро, одиме со следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум на линија, така? Да. Да, ви благодарам. Значи, и покрај тоа што емисијата имам тема подемот и падот на Катица Јанева, јас ќе почнам од нопаку, од оно што претходниот слушател го кажа на крајот, дека навистина во некои ситуации случајни, проблематични прашања и слично, вие новинарите имате многу важна и пресудна улога затоа што може би некој намерно, некој ненамерно кај народот не да подкревате тензија, меѓутоа наметнувате свое мислење или влијание во однос на нештата. Катица Јанева за мене не беше хероина, сега е осомничена, ама по закон е невина се дотогаш и според уставот и пресумпцијата на невиност додека нејзината вина не се докаже. Инаку Катица Јанева беше личност која вршеше една многу важна функција, навистина луѓето од неа може би очекувавме многу. Јас лично сум разочарана од сето ова што се случува. И сум фрапирана колку некои личности кои не се во државава се моćни да направат кркамбар во државава и пак да го спречат нејзиниот напредок понатаму. Како и фактот дека ниту еден од вас новинарите во ниту еден момент и на ниедна пресконференција кој ги следам не праша каде е вториот осомничен или обвинет, односно бизнисменот Орце Камчев, бидејќи според законот
подеднакво се одговорни за своите постапки и онај кој што дава, зема подкуп и врши злоупотреба на службената должност и онај кој што го зема, односно или го дава подкупот, се едно. Значи, вториот особничен. Така, добро. Ви благодарам за јавувањето, но еве ако ја проследевте пресконференцијата, видовте дека јасно ви дека немаше многу време, односно можност да се постават и такви прашања. Меѓу другото, на прашањето од новинарите каде се парите, обвинителот Јовевски рече дека тоа е чувствително, сензитивно прашање, повеќе детали во овој момент не може да се дадат, интересна истрагата и така натаму. Така да, ете, не значи дека не било прашано или дека тоа било заради некоја интенција, како и да е, тоа секако ќе си дојде на дневен ред и не може да се прикрие или да се добие нешто ако еве денеска не се добил одговор. Секако, значи ќе има и ќе се знае и околу тоа, но верувам и околу други. Барем како прашања секако ќе бидат поставени тогаш кога ќе се овозможи. Во секој случај, еве, се прави што се може да се направи, барем ете од страна на новинарите, а тоа е следење, велам, на и информирање на вас гледачите за тоа како се развива во случајот тоа за што разговараме. А тоа е нормално, како што и бива обично, секогаш има и такви кои се против било што ќе се направи, оние кои се подготвени на критика, но има и такви кои се прифатени да ценат и да го пофалат она што е направено. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете? Дали се слуша? Добар ден, поздрав, господин. Благодарам, поздрави до вас. Благодарам. Потполно ја поддржувам едино господјата која сега кажа, значи честно, коректно, без навреди и вистина. А претходните двајца, прво човекот не е ова навреда за него, нека се провери, кој го спомнува Никола Груевски или господинот Зоран Заев кој го спомна. Што има врска Никола Груевски и Зоран Заев со оваа тема? Значи нема врска. Човекот дека се опровери правомозот, после дека зборува и дека не шири говор на омраза или говор на омраза према премиер или председател бивши на партија. Значи тоа ние го бараме, кој е жената, претходно кажа многу јасно, коректно и вие медиумите кои испитувате што до сега е направено. Ова е за поздравување. Значи, кога судот почна конечно да работи, дали се работи за 5.000 евра или 10.000 евра или 500 евра, не е битно. Значи, тоа е нарушување на професијата, на законот во кој господјата, како е вика, се огрешила Катица Јанева, од која таа за злоупотреба во својата работа си одговара. Зашто? Можда ниско паднала, јас до вчера се гордеја со такви личности кои ја водат државата за подобро на сите нас, да толку ниско паднала со една награда можда од 5.000 евра, еден така речено донесено регал, кревети или било што таму, како поклон за сепак некој да помине поубаво. Јас мислам дека нека почне, нека работи судот. А од парите нема ништо. Тие пари треба да одговарат, како што кажа господјата, и оне што зема, и оне што дава. Значи, овде нема гледање ниту земање пари, ниту давање. Едино пари ги видовме само купој, кои не знаеме ни самите кај се. Па дајте да се стрпиме, да не напаѓаме ниту едните, ниту другите, че си излезе власта со конечно решение и че каже, тоа ќе биде ние сите информирани, а не шириме говор на омраза. Добро, ви благодарам за јавувањето. Ете, почитувани, тука ќе ја завршиме оваа емисија. Некој спомна вчера која е смислата на јавувањата, на крајот би требало да имаме некоја поука или некое нарово учение. Па еве, ако тука, барем во случајот Рекет, би го заокружиле ова како една фаза од истрагата, од овој случај, еве со денешниве настани, еве тогаш можеме и да извлечеме и нарово учение кое, ете, би гласело можеби, ако до сега беше кадија те тужи, кадија те суди, дали сега значи дека имаме кадијата го тужат, кадијата го судат. Ќе видиме. Како и да ја останете со програмата на Телевизија 24, следува Централниот дневник и секако нови дополнителни информации и за овој случај, но и од другите сфери. Ви посакувам пријатен ден. Довидување.